Леле, значи каде ми е органајзерот? Не можам да го најдам органајзерот. Не можам да функционирам без него. Ево го. Друг пат немај да не ми прави вака. Ме стресува, значи не можам да функционирам без тебе. Па добро. Дали мајка ми е нормална? Па кој може сите овие обврски да ги изврши тоа за една недела? Треба да одам на базен, на балет, на глума, на курсеви и плюс на родендени и мендени. Па кој ќе постигне се ова? Ама не, морам да одам. Зошто? Тоа е голо прашање. Зошто? Па, секогаш кога ќе дојдам од школа, мајка ми вика: "Оди на курс по англиски, тој бил основен јазик, мора да се знае." Да, знам дека треба да се знае во ред. Ама зошто па германски јазик? Па тој да ти бидел резерва. Не можам веќе. А на базен? Па така треба да одиш. Па немам причина зашто да одам. А на балет треба да го држиш ставот. Или не знам, а на роден ден оди на роден ден, бидејќи ако ти не отидеш и они нема да ти дојдат на роден ден, па не мора да доаѓаат ако не сакаат. Ја имам и други пријатели, не мора да доаѓаат ако не сакаат. Или имен ден, ако на некој постар човек имен ден, оди почитувај ги постарите, немој така да им правиш, од почит, биди учтива, да не ме засрамиш и други работи. На вистина, денешните родители само ги запишуваат некаде децата и ако сакам да излезам надвор, не можам, немам време. Само сум на обврски. Или, а и плюс и да сакам да излезам надвор, немам со кој, затоа што сите мои другарки се на некои обврски и сама ќе бидам. А досадно е сама. Или а мајка ми за народен ден не знаете што ми купи. Јас си кажав едно да ми купи, она друго, тоа повеќе ми требала органајзер. Органајзер ми требало. Ма не, па навистина министерот нема толку обврски како мене. Што требаше? Што требаше сега да направам? Да. Само малку да пробам. Ете да. Требало да одам на завар. Ништо. Сега, ќе си се помирам со животот, морам да слушам мајка ми и ќе одам на завар. Уште една обврска.